Следната програма е платена од пријателите и партнерите на Joyce Meyer службите. Навистина не прави разлика кој сте, од каде доаѓате или кое е вашето потекло. Сите имаме нешто кое е важно и заедничко. Сите имаме прашања, Божјето слово е изворот на сите одговори кои ги бараме и јас се посветив да го споделам она што јас го научив на начини на кои вие можете да ги примените во вашиот живот. Секојдневни одговори со Joyce Meyer доаѓа наскоро каде ги земаме вашите прашања. Го откриваме заедно одговорот во Божјето слово, а потоа храбро се соочуваме со тие дневни предизвици. Затоа, придружете ни се нам и на разговорот. Псалм 37 стих 1. Не се лути. Дали имаме некои лутковци овде денес? Не се лути на себе си поради злосторниците, ниту им завиди на оние што прават беззаконие, она што не е правилно или не е во ред со Бог. Зошто тие се сушат брву како трева, венеат брву како зелено растение. Со други зборови, ние не треба да се грижиме за се што се случува во светот денес. Мислам, сакаме да се молиме за тоа. Сакаме да направиме се што Бог ќе побара од нас, но нема да ни донесе никакво добро грижата за тоа, бидејќи Бог се уште има контрола и тој има прекрасен план кој никој не може да го запре. Бог ќе се погрижи за нас додека ние го правиме она што го пишува во стих 3. Верувај, потпри се, зависи од и биди уверен во Господа и прави добро. Две нешта. Верувај во Бог и прави добро. Сега, мислам дека ова е многу важна порака. Јас бев толку одушевена кога пред многу години Бог ми го покажа ова. Дека верувањето во Него е една работа. Но ние сме партнери со Бога и кога му веруваме на Него, ние не седиме само пасивно, чекајќи Бог да направи се, но дека ние не правиме ништо. Не сакаме само да измислуваме некои работи ние самите и да ги правиме. Амин. Да кажеме дека тоа беше Бог како ракоплеска. Во ред. Ние не сакаме сами да измислуваме нешто и да ги правиме, но сакаме, како што му веруваме на Бог, и треба да кажеме: Боже, се што сакаш јас да направам, покажи ми и јас ќе го направам тоа. Често пати ќе видите дека додека го чекате вашиот пробив, Бог ќе ве искористи вас за да помогне во пробивот во некој друг живот. Сега ќе го кажам тоа повторно. Многу често додека вие чекате за вашиот пробив, чекате Бог да направи нешто во вашиот живот кој вие не можете. Бог сака да ве искористи за да помогнете да донесете пробив на некој друг кој не може да си помогне самиот. Секогаш ме зачудувало како јас можам да бидам во ситуација каде што не можам да си помогнам себе си, но Бог ќе ме помаза да одам да помогнам на некој друг. Нешто како: па Боже, ако јас можам да му помогнам нему, зашто не можам да си помогнам на себе? Бидејќи тоа не е Божјиот план. Тој сака да си помагаме едни на други. Тоа е мокно кога ние растеме со Бог до степен во кој се отфрламе себе си од сопствениот ум, не мислиме постојано само на себе и всушност намерно бараме некој друг за да му бидеме благослов. Ако ви имате проблем, јас можам да ви дадам 100% гарантиран одговор за пробив. Верувај на Бог и прави добро. Верувајте му на Бога и правите добро. Сега, ми дојде идеја за шишенца од лекови, бидејќи сакам визуелни работи, и многу ми е јасно дека Божјето слово е лек за нашите души. Ние знаеме како да пиеме лекови за нашите физички тела, но треба да видиме колку е мокно Божјето слово. Никогаш не читајте поглавје од Библијата еднаш во денот колку да си извршите должности да го тргнете од список. Не влезете во Божјиот збор како што навистина е. Тоа е Исус. Тоа е Божјата волја. Тоа се упатства како да имате прекрасен живот.
Не мачете се да го читате ако немате намера да го направите тоа. Но кога ние сакаме промена во нашиот живот, секој овде кој сака промена во животот, ако сте сериозни за тоа дека сакате промена во вашиот живот, тоа можеби значи дека ќе треба да има промена во вас. Видите, ние сакаме да имаме чуди нашиот живот да биде променет, но што кога Бог ќе рече, па радо би те променил тебе прво? Бидејќи знаете дека многу наши проблеми се наша вина. Го знаете тоа? Синоќ се молев за луѓето кои се болни или чувствуваат болка. Луѓе со кои физички нешто не е во ред. И 85% од тие луѓе станаа. Сега очигледно е дека не е Божја волја толку луѓе во Христовото тело да бидат болни да не се чувствуваат добро. Нам ни треба енергија. Мора да станеме наутро да се чувствуваме добро и да решиме од самото допирање на стапалата до подот дека ѓаволот нема да гази врз нас и дека Бог ќе ни искористи нас за да помогнеме на некој друг. Кога ние се молиме, ние му веруваме на Бог. Но тогаш јас реков, колку од вас веќе знаат дека не се грижите добро за себе? Најмалку 70% од 85 кренаа рака. Сега Бог прави чуда, но ние не можеме само да му веруваме за тоа. Ние исто така треба да го направиме правилното нешто и всушност јас верувам денес. И ви го кажувам ова искрено. Јас сум загрижена за начинот како луѓето не се грижат за себе. Мислам, дали заработката на повеќе пари навистина е повредна од убивањето на себе си? Сам дали сте будни до 12 часот пополнок да видите како завршува таа глупава веќе ТВ серија? Се сеќавам една вечер пред неколку години кога јас и Дејв ќе остана буден со мене, мислам. Седевме до 12 часот и гледавме еден буделес филм со диносауруси наречен Baby. Беше за мало бебе кој изгледа како картонски диносаурус. Знаете, ние ги правиме овие нешта и... јас уживам да гледам нешто добро на телевизија, но само велам, не откажувајте се од сонот поради тоа. Ви благодарам за интересот. Како и да е, јас не предавам за здравје денес, но само велам. Не можеме само едноставно да му веруваме на Бог. Мора да кажем, сега Боже, има ли нешто што ти сакаш и јас да го променам за да се работува? Значи, тоа е, верувај му на Бог и прави добро. Но Божјото Слово е лек. Нема разлика, како што при главоболка ќе се напијам аспирин, кога чувствувам љубомора или алчност или лутина, можам да го отворам Божјото Слово и да си го земам лекот. Тоа е неверојатно. Пример, кога јас сум навистина лута на некого, знам дека тоа не е во ред и сакам да ми помине, но понекогаш тоа не е така едноставно. Морам да го испијам својот лек и така ќе отидам и ќе го прочитам Словото доволно добро, можам да отворам 5, 6, 7 стихови за гневот и Словото буквално ќе ме смири. Амин. И така немаме еден рецепт денес, добро, всушност два, кои поправаат се. Првиот е да му верувате на Бог. Не ме грижа каков проблем имате, одговорот е да верувате во Бог. Без разлика каков и да е вашиот проблем, ако сте загрижени за вашите деца, верувајте му на Бог. Ако сте загрижени за финансиите, верувајте му на Бог и правете добро. Давајте десеток и повеќе. Не сакам да зборувам за тоа. Сакам само чудо, ми треба финансиско чудо. Па што ако ви треба финансиски пробив и кажете, Боже, можам ли да направам нешто? И тој ќе рече, да, дај го ова и она и толку од парите кои ги имаш одвоено. Пусти ги како семе. Па... Добро, нема да ви зборувам за давањето на вашите пари предолго. Знам дека тоа ве прави нервозни. Може ли да ви кажам нешто? Давањето е една од најдобрите работи кои можеме да ги направиме за себе.
Тоа е најдоброто нешто што можете да го направите за себе. И да ви кажам нешто, Бог никогаш не се обидува да ви одземе нешто. Тој само се обидува да ве постави во положба каде тој ќе може повеќе да ви даде. Јас ќе му верувам на Бог и ќе правам добро. Ние немаме проблем кое верувањето во Бог нема да го реши, а потоа да го проследи со некоја добрина и добиваме прекрасен пакет. Сега, во чест на оние кои не сте биле овде или оние кои ги немате видено, сето ова на телевизија досега, ова е рецепт за доверба од доктор Исус и е препишан за секого. Може да земете колку и да ви е потребно, колку време и да треба и може да имате бесконечни дополнувања од ова. Дури не мора да му се јавите на докторот за надополнување. Може да си земете колку што сакате. Нема потреба да ве предупредам дека има нуспојави. Тие се мир, радост, стабилност, самодоверба, едноставно целокупно добро здравје. Потоа кога ќе испиете до вербата, земете добра доза, правете добро. И ве ги токму овде. Правете добро. Доктор Исус, пациент кој било кој, земете колку и да ви треба. Нуспојави, прекумерна среќа и награди во рајот. Но знаете, за да му верувате на Бог, има нешто што треба да го направите прво, и тоа е да одлучите да отфрлите вашата грижа, бидејќи таа не оди заедно со довербата. Тие некако се побиваат една со. Дали некогаш сте се обиделе да верувате на Бог истовремено грижејќи се? Јас го имав тоа. Дейв живее според писмото отфрлија грижата. Се за него ја отфрлија грижата. Тој не го научи тоа преку ноќ. Го научи преку различните ситуации и конечно доаѓајќи до степен каде едноставно сваќа дека грижењето нема да реши ништо. Дали некој од вас некогаш сте решиле проблем грижејќи се за него? Јас посакувам да имам мало магично нешто и кога ќе ви проповедам да ви кажам, сега, откако ќе го слушнете ова, повеќе никогаш нема да се грижите. Но вистината е, и не мислам дека ние некогаш ќе престанеме да се грижиме, се додека не стигнеме до степен во кој ќе разбереме дека не сме доволно паметни сами да се ги решиме проблемите и дека без разлика колку и да се грижиме за нив, што значи да ги превртуваме во умот повторно и повторно дека колку и да ги правиме, тоа нема да го реши проблемот. Велите, па не можам против тоа, едноставно се грижам. Не велете дека не можете. Само кажете, со Божја помош, јас можам да направам се што тој сака да направам. Ако Бог ни вели да не се грижиме, тогаш мора да постои начин да научиме како да живееме без да се грижиме. Некои родители мислат дека е нивна должност да се грижат за своите деца. Дори мислите дека не сте добар родител ако не се грижите. Ако поминете барем 25% од времето грижејќи се, верувајќи во Бог, тој ќе се погрижи за нив. Ние имаме 4 возрастни деца и 11 внуци, јас се грижев многу за моите деца. И мислев дека некој од нив нема никогаш да си одат од дома. Потоа, ако го направеа тоа, не знаев што ќе прават, бидејќи мислев дека не може да се грижат за себе. И знаете што? Многу е смешно кога ќе се навртам наназад сега и гледам како Бог среди се што јас мислев дека е голем проблем. Мислам, сите тие му служат на Бог. Сите 11 мои внуци му служат на Бог. 5 од нив се овде овој викенд. Само ви велам, секогаш кога сте во искушение да се грижите, отворете ја устата. Кажете сите, да ја отворам устата. Отворете ја устата и речете, јас ти верувам Боже, ти верувам тебе. Покажи ми нешто што можам да го направам за да бидам благослов за некој друг. Знаете, најдобар начин да го тргнете умот од вашите проблеми е да барате некој друг на кого можете да му бидете благослов. Можам да ви кажам дека додека јас сум овде и ви проповедам, не сум загрижена за ништо. Имам подобра работа.
Се обидувам да им помогнам на другите да научат како да не се грижат. Предайте ги сите ваши грижи на него, бидејќи тој се грижи за вас. 1 Петар стих 6 и 7 вели: Понизете се себе си под моќната Божја рака, така да во право време тој да ве возвиши префрлајќи ја сета ваша грижа на него. Навистина, начинот на кој ние се покоруваме е велики. Јас нема да се грижам, бидејќи ништо што правам нема да ги реши моите проблеми. Наместо да се грижам, јас ќе ја прифатам мојата грижа на Бог. Амин. Сега, дали навистина можете да му верувате на Бог? Да, некои од вас велат да. Тоа е духовниот одговор, знаете? Но знаете што? Сите понекогаш се прашуваме, дали Бог навистина ќе ми помогне? Дали навистина можам да му верувам на Бог или треба да имам резервен план? Дали некој знае што мислам со тоа резервен план? И ако Бог не ми помогне доволно брзо, колку време треба јас да чекам? Видите, ова е нашиот голем проблем. Се молиме, ќе чекаме Бог да ни помогне и веќе по 2 недели повторно се назма. Ги минуваме целиот наш живот отфрлајќи ја грижата, земајќи ја назад, префрлајќи ја нашата грижа и враќајќи ја назад. Го молиме Бог да ги спаси нашите сакања, веќе наредната недела бараме начини ние да ги спасиме нив. Дали ние навистина можеме да му веруваме на Бог? Имам добар одговор за вас. Барем мислам дека е добар. Дали му верувате на Бог или не, зависи од тоа дали се обидувате да го добиете од него она што вие го сакате или она што тој го сака. Да, ќе треба времето да се процесира. Да го кажам повторно. Дали ќе му веруваме на Бог или не зависи од тоа дали му веруваме да ни го даде она што ние го сакаме или му веруваме на него да ни ја даде својата совршена волја во неговото совршено време на неговиот совршен начин. Ние сме многу добри во тоа да кажеме на Бог што ние сакаме и нема проблем со тоа. Библијата вели: немате, бидејќи не барајте. Побарајте што сакате. Побарајте го оној што ви треба. Имаше моменти во мојот живот кога дознав дека она што јас мислев дека го сакам, всушност не е воопшто тоа што го сакам. И бев навистина вознемирена бидејќи Бог не ми го даваше она што јас го сакам. А подоцна се најдов себе си како се заблагодарувам на Бог за тоа што тој не ми го даде она што јас го сакав. Вие можете да му верувате на Бог ако сакате за неговата совршена волја во вашиот живот и да кажете: Боже, ако тоа навистина е она што јас го сакам, супер, јас сум среќна. Но ако тоа не е она што јас го сакам, тогаш јас го сакам она што ти го сакаш повеќе од она што јас го сакам. Хајде, дали сте на тоа место денес? Без разлика колку и да сакате нешто, дали сте подготвени да кажете: Боже, ако она што јас го сакам не е тоа што ти го сакаш, тогаш те молам, не ми го давај. Ајде. Ќе ве научам нов начин како да се молите. Боже, ако ова за што се молам не е Твоја волја. Сега има многу нешта во Словото кое веќе ги знаеме. Не мора да се молите: па Боже, дали е Твојата волја да ми го спасиш детето? Знаеме дека тоа е Божја волја. Но има многу нешта кои не се конкретно напишани во Словото. Може да барате унапредување во работата, но тоа можеби не е оно што Бог го сака за вас. Зошто тој не би го сакал? Па не знам, јас не сум Бог. Како што кажав синоќа, има многу мистерии и многу работи што ние не ги разбираме. Зошто Бог би сакал да унапреди некој во вашата фирма кој дури не е ниту верник? И потоа тој ви вели дека треба да се радувате за тоа. Да, потоа ви вели да се радувате за тоа и да му честитате искрено. Сам навистина, Боже, од кај мене си или не си? Знаете, мојот сопруг пред неколку години доби понуда за унапредување на работа и тој ја одби, а јас мислех дека полудел. Зошто ја одби? Нели сакаше да бидеш унапреден?
И не го кажав тоа вака, но мислев, нели сакаше да бидеш поважен? Нели сакаш титула? Тој рече, слушај, гледав луѓе кои ја имаат таа позиција и не заработуваат многу пари. Не се дома цело време. Се што имаат е многу повеќе одговорност и јас не го сакам тоа. Тој не го сакаше тоа. Па, добро што не ја прифати, бидејќи Бог имаше друг план за него, а тоа е она што го правиме сега. Само затоа што Бог не ви го дава она што го сакате и кога го сакате. Ние треба да му веруваме на Бог за секој чекор од патот, и некои од вас сега се во ситуации кога не разбирате, едноставно не разбирате. Реков синок, ќе ги кажам повторно, ние го живееме животот нанапред, но го разбираме одназад. Амин. Кога Бог прв пат не повика во служба или ме повика мене да проповедам и да поучувам, јас дадов отказ од работа со полно работно време за да имам време да учам. Нашите сметки беа поголеми од нашиот приход и јас бев преплашен. Го имав она мало ѓаволче на рамото кое ми врескаше во угото цело време. Што направи? Ни требаше чудо секој месец само за да ги платиме сметките. Јас бев толку сигурна дека бидејќи ја направив оваа голема жртва и овие прекрасни чудесни нешта ќе се случат со нашите финансии. Сигурно, ако јас ја правам оваа жртва, сигурно ако јас сум толку добра, тогаш Бог ќе направи чуда. Навистина е тешко за нас кога го правиме она што е правилно. Некогаш дури и пожртвувано, бидејќи правејќи што е правилно, а се уште изгледа како Бог да не прави ништо. За 6 години, не 6 недели, 6 дена. 6 години нам ни требаше чудо, секој месец само за да си ги платиме сметките. Јас купував облека од распродажба за моите деца. Го проучував Словото, ги поучував моите библиски часови дома, им кажував на луѓето како Бог сака да ги благослови финансиски. Продолжив да давам десеток, да давам повеќе, да служам година по година. Не разбирав. Воопшто немаше никаква смисла за мене. Некои од вас се на тоа место токму сега. Некои од вас даваат повеќе од што сте дале било кога во животот, а ви изгледа како да имате помалку од било кога сте имале. Не се повлекувајте од вашето посветување. Токму тоа ѓаволот сака да го направи. Понекогаш мора да го правите она што е правилно. Долго време пред да добиете правилен резултат. О, јас не разбирам. Па знаете што, и јас не разбирам зошто е потребно толку време Бог да ни даде проби во финансиите, но сега знам. Не разбирав тогаш, но сега знам. Бог ме учеше мене како да му верувам на Него за секоја мала работа која ми беше потребна. И јас не знаев тогаш. Мислам, сите аплаудираат и навиваат кога ќе кажат дека сум на телевизија во 2/3 од светот. Но дали знаете колку чини тоа? Тие ни велат, ти си добра жена. Ние ќе ти ги дадеме сега бесплатно. И во тие 6 години Бог ме научи како да се справам со овие години. Хајде, вие не знаете што Бог има испланирано за вашата иднина, но можам да ви кажам дека ништо и да минувате сега, вие стекнувате искуство за оно што ќе ви се случи подоцна. Амин. Сега гледам наназад и мило ми е што не дигнав раци и не реков, па ова не функционира, ова не е фер, ова не е правилно. Ќе се вратам на работа, ќе работам и ако немам време да учам, тогаш едноставно нема да учам. Потребни ми беа тие години на учење. И јас морав да го применувам Словото практично во мојот живот. Ајде, не е добро за вас само да знаете нешто во вашата глава. Мора да го знаете тоа преку искуство. Исус бара работници со искус.
Мора да имаме искуство. Треба да искусиме верноста на Бог. Ние треба да искусиме како Бог обезбедува за нас чудесно. Некои од најдобрите времиња во мојот живот и некои од нештата кои ги ценам најмногу, кога ќе се навртам назад, се токму оние кои Бог ги направи во тие 6 години. И нема да се обидувам да ви ги кажувам сега, но тие беа толку сладки и чудесни. Се што можам да ви кажам е дека не добив се што јас сакам, но добив се што ми требаше. Бог е верен. Тој е верен и верувањето во Бог често е растегливо. Јас реков претходната ноќ, дали вие имате стрии? Дали има некои знаци во вашиот живот да мора да се истргнете себе си за да се држите до Бог? Тоа е добро за вас. Никогаш со сигурност нема да знаете се додека не му верувате на Бог и истапите со вера и да стекнете некое искуство со Бог.